Džehar nema sreća, braća. Остана детето на отворено. Бате, да го погребаме, бе? Еднаш реков нема да умре сам. Аман, Вујче, да не се враќаме со автобус. Што убаво овде сме на топличко. Какво топличко, бе? Ти да не си луд. По нашиот автобус е малку ладно. Па велам, за тоа тука е топличко. Како и да е, ќе влезете покрај него и ќе ви биде потопло. Ќе го гушнеш војкот и ќе заспиш. Велиш? Да сум на твое место, ич не би правил бајрам со умот ме мати. Дојде телефонски повик, календар отиде. Уште еден телефон и ти ќе си одиш. Ти ич нема да се одиш, шајки ли ќе коваш, така ли? Ово убавно запомни го, ме мати. Мене овој свет не ми треба. Аз на овој свет му треба мете. Секако си потребен. Ако е до зборувањето. Ама во еден дел или во 1000 ќе видиме. Добро ли си? Повредена ли си? Многу ми е лошо. Поради мене го убија. Кај е Заза? Реше го бате. Добро. Оди викни го батко ти. Добро, разбрав, чекайте. Доаѓам. Каде одиш? Поседи 2 минути ке дојдам. Ти не се разбираш ли од збор, бе, човек? Место мене да ми зборуваш, гледај се себе си. Кај е Заза? Вака ли ветуваш ти? Заза е мртов. Што ке ти е мртов? Тој си е мој мртовец. Што сакам ке му правам. Ако не ми кажеш што ќе правиш со Заза, сега ќе му пукаат во глава. Заза е потребен. Зашто е потребен? Ало? Ме мати, Заза... Заза има моќен човек во организацијата на висока позиција. Потребувајќи го Заза, тоа крило може да го употребиш. Ако сакаш да го фатиш сириецот, Заза ти треба. Ало? Ало, брат? Брат, не те слушам. Да го убијам ли? Ало? Ме мати, кара ке дојде таму со Џахид. Ке му го предадеш Заза. Не прави ништо. Поредли. Брат, не може така. Ме мати, оваа работа заврши. Му простив јас. Не ми се противи. Тој Заза ми ја изгоре душата.
Заза ми ја изгоре душата. На двајца што ги сакав како браќа, на двајца невини, една жена. Многу им наштети. Во моите очи Заза умре. Ама твој е мртовецот. Со здравје да се слушаш. Кој високо лета, ниско паѓа, со здравје нека е. Мојата работа овде заврши. Да, Бога ми. Однеси го на гробишта. И да не се спукаат едни со други. Ајде да одиме. Ферман таму ли е? Не. Кешке да беше таму, ќе го видев детето. Во обвинителството е. Оди види го. Во обвинителство? Господјата обвинителка го притвори. Боже, Боже. Добро. Ке го пушти. Ќе умрев. Си реков, сега нема да се спасиш, Лейла. Ќе умреш. Ако умреше, никогаш немаше да ти простам. Кога си помислив дека ќе умрам, знаеш ли кој ми се појави пред очи? Кој? Ти. Што ми јавија тргнав, ама? Не така. Ти ги видов очите. Одеднаш очите ти станаа цел свет. Дури стравот го снема. Останаа само очите. Ти самата си се видела, не мене. Затоа што во моите очи, освен тебе, нема ништо друго. Доаѓаат. Ја знаем дека во ова е замешан Кара. Ќе го скршиш ножот, а? Што го сечеш дрвцето? Исечи човек. Стави го ножот во џеб.
Не сече. Бранке сече. И ова, и тоа ке сече. И чезнатото дрвце не ке сече. Натрешната нервоза не можеш да ја извадиш. Нели е греота да го влечкате Джефхер на така навака? Да го погребаме детето? Барем имам да викневме. Прво погребај го. После вика имам. Се заколнав дека нема осамен да го погребам. Ке си платиш кефалет за заклетвата. Например, курбан ке заколеш. Што е ме мати баш? Имаш некој проблем? Не. Каков проблем да имам со тебе? Не знам. Штом спомнав курбан, мурбан, ти се накостреши. Вие не колете. Јас да заколам. Вучо! Не мати баш. Грешка направи. Погрешив. Требаше крклано да му го исеча, мама. Ама веќе ветивме.